Короната ги затвори границите за патници, но и за инвеститори. Речиси 3 месеци државните граници беа непроодни, а на сила се уште се строги правила за државен и домашен карантин за сите оние кои ќе влезат во Македонија. Ова по многу нешта ја комплицира работата на голем број странски компании во државата, од кои добар дел се во источниот регион. Дел од нив зависат од присуството на стручњаци од странство, кои поради строгите протоколи не можат да дојдат, што во прашање доведува динамиката на работата. Поради ова, германските инвеститори кои се меѓу најбројните во државата бараат олеснување на бирократските процедури за деловни патувања. На германските инвеститори во земјава им се потребни надворешни експерти за одржување како на постоечките, така и за инсталација на нови машини за производните погони. Постои итна потреба од намалување на бирократските процеси за да се олесни влезот, како и излезот од земјата за сите деловни патувања. Истакна во интервју за македонски портал Патрик Мартенс, директор на делегацијата на германското стопанство. Најави за олеснување веќе пристигнаа од министерот за здравство Венко Филипче, но за конкретна одлука допрва ќе се разговара. Отворањето на границите е нешто што бара регионална координација на сите земји во регионот. Проценката е дека сите имаме сличен, ако не ист, епидемиолошки ризик. Ние ќе разговараме за отворање на границите за време на викендот и одлука ќе донесеме на почетокот на следната недела. Во Македонија во моментов има околу 150 германски компании во кои работат околу 20.000 работници. Во изминатите 10 години нашата билатерална трговска размена се зголеми неколкукратно, од 933 милиони евра во 2008 година на повеќе од 4 милиарди лани.